секогаш сум сакал да имам можност телефоните и адресите од сметководствени програми од ERP системот да ги имам на мобил. Пробав порано, пред 10 на 15 години, кој студиравме Dynamics NAV, не можеше директно да видат телефоните да може да се вртат броеви, туку требаше да ги синхронизирам со Outlook и потоа од Outlook да ги префрлам во телефон. И тоа не се покаже као згодна опција, бидејќи 4000-5000 контакти кои што ги имавме, само ми се блокираше телефонот, а ништо не се постигна. Сега со нова верзија на Dynamics NAV можам да вртам телефони директно од Dynamics NAV, од CRM можноста на Dynamics NAV. И тоа ќе ви го покажам како се прави. Телефонирање на контакти преку Dynamics NAV се прави од главниот екран, се избира листата на контакти, потоа од листата на контакти се пребарува контактот на кој што сакаме да му се јавиме. Јас ќе вртам на колешката Евгенија. Благо притискаме на самиот контакт и потоа избираме телефонски повик. Кога избереме телефонски повик, се појавува екран на кој што може да се внесе дополнителна информација. Покрај општите информации на кого сме се јавиле, се става и резултатот од разговорот и евентуално се прикачува информација за тоа дали е дел од кампања или е дел од некој тендер или сделка или можност. Јас прво ќе направам телефонски разговор, значи ќе телефонирам. Кога избереме телефонирај, се дава две опции. Едното е да се врти преку стандардна телефонија, другото е да се врти преку бројот преку Viber. Во конкретниот случај ќе изберам стандардна телефонија и колешката Евгенија. Ало. Ало, здраво Гена. Во програма Здраво. си. Повели? Во програма си покажувам на видео како се врти преку Dynamics NAV. Добро. Како си ти? Добро сум, фала. Немам ништо друго посебно, освен е вака да слушнеме во живо. Извини на прекинот и ти посакувам пријатен остаток на гајде, денот. мило ми е што функционира. Фала, има бав ден. Фала, чао. Чао. Откако завршивме, ќе ставиме во описот. Ова е опционално, не мора да се внесува, и тоа е згодно кога се врти кај клиенти, кога се врти кај добавувачи, да се даде и опис зашто е јавено. Например, сега ќе ставам проба за телефонирање. Потоа ќе ставам трошок, тој трошок е телефонскиот позив, да кажеме 30 денари. И време траење, од дефолт е 15 минути, и тоа може да се става 2 минути, 3 минути, 5 минути. Има смисол да се ставаат информации кои што се значајни и за да не се преполнува Dynamics NAV со информации кои што многу не се релевантни. Евалуација на телефонскиот позив ќе става многу позитивно и како што кажав, ако е дел од кампањата, се става дел дали е дел од кампањата или евентуално дел од работа на тендер. Потоа притиснувам на ОК, всушност на штикла, и во овој момент Dynamics NAV ме прашува дали евентуално врз основа на овој телефонски позив се јавува одредена потенцијална сделка за да може да ја креира во Dynamics NAV и потоа врз основа на таа потенцијална сделка или можност да се работи. Ова е згодно за продажни лица ако се јавуваат или во некои други лица кои што се јавуваат на клиенти и кои што во самиот разговор утврдува дека има одредена потреба или се јавува некој тендер, па тој е згодно да се запише за да потоа може да се води. Јас ќе ставам не бидејќи не беше поврзано со тендер. И толку врска со овој дел од вртење на телефон.
податоците што ги ставив, значи се јавив на телефон и податоците запишав во историскиот лог за овој контакт дека сум извел операција на телефонирање со дополнителни информации ставени што било исходот од ова телефонско јавување.